Отже, напред честитки за овој прекрасен ден за католичката црква и за верниците, осветување на црквата Свети Иван Крстител во Струмица. Благодарам многу. Благодарам за сета ваша помош, поддршка и за се што јас се информирам токму преку вас што се случува во Струмица и мило ми е секогаш. Нормално дека денес е една посебна радост општо за нашата црква, меѓутоа сметам дека и за целиот град Струмица, овде во Струмица, со самата посвета на црквата Свети Иван Крстител, која што долго време ја чекавме оваа посвета и оваа радост да ја споделиме заедно со нашата заедница од Свети Иван Крстител, меѓутоа и со сите граѓани на град Струмица. И мислам дека тоа беше еден показател денес, кога сите ние се најдовме овде, на оваа место, кога овој храм го посветивме на Бога и постана Божји храм, кој што сите нас ќе не собира овде да го славиме Господа. Драги браќа и сестри, воспитани и исполнети со радост ради посветата на овој храм, би можеле да воспитнеме денес до Господа Бога, нека воспитне и нека се радува Светата Мајка Црква со такво и толково торжество. Навистина се радуваме и благодариме на Бога, што ни подели милост да учествуваме на еден од најсвечените обреди во нашата црква, а тоа е посвета на овој Божји храм. Некој таков настан доживува само еднаш во својот живот. Ние го дочекавме тој настан и сведоци сме на убавината на тој начин, на тој чин, преку кој делото на човечките раце е награден со преносот на Бога кој со овој чин влезе во имотот на овој храм. Големиот философ Аристотел, како доказ на Божјиот обстанок, рекол отприлика вака: ќе најдеш град без тврѓава, град без јавни служби, но нема да најдеш град без храм. Во сите религии храмот означува посебна зграда која припаѓа на Бога и која е место на почитување на Господа Бога. За паганските религии, пред се грчките и римските, храмот бил знак на Божјиот престој, но не и знак на средбата помеѓу Бога и човекот. Во Стариот Завет среќаваме интензивно дружење на Бога со својот народ. Тој се објавува на Авраам, Исаак и Јаков, конечно се објавува и на Мојсие, кој го вади народот од робство со чудесни знаци, каде е видлива трајната Божја присутност со својот народ. Да се присетиме на одениот стол преку ноќта или облакот преку ден. Срдечно ја изразувам мојата искрена благодарност до донаторите и добротворните организации, до сите оние кои на било кој начин ја помогнаа изградбата на овој Божји храм. Ни причинува особена чест и радост меѓу нас да ги поздравам министерот од владата на Република Македонија за привлекување странски инвестиции, господин Джери Наумов, заедно со супругата. Во името на градоначалникот на градот Струмица, го поздравувам председателот на општина Струмица, господин Јосип Христов. Пратениците во Собранието на Република Македонија, овде, колку што ја гледам, госпоѓа Силвана Бонева. Секретарот, советниците во општина Струмица, директорот на комуналното предпријатие од Струмица, господин Зоран Георгиев, представниците на Македонската православна црква од Архиепископија, проповедникот на Евангелско-методиштки
парохиците од културниот и обштествениот живот во Струмица. Воедно, поздрав, искрени честитки упатувам до вашиот парох отец Гоце Костов и до сите вас, драги браќа и сестри во Христа. Радост ми е да го поздравам и деканатот Свети Кирил и Методий, отец доктор Зоран Стојанов, кому му упатувам големата благодарност на неговата несебична пожртвуваност од текот на изградбата на оваа црква и парохиски дом. Вие, драги верници, вие сте причината за изградбата на овој Божи храм, на кој денес заедно се радуваме. А за сето тоа, голема заслуга има вашиот долгогодишен душогрижник, катедралниот парох, отец Катојаре Ставрофор, отец Георги Трајков. Со особена чест го поздравувам изгледувачот на работите и директор на градежната фирма Стандард од Струмица, господин Иван Гуциев, заедно со својата сопруга овде присутен, и благодарам на коректниот однос, извонредната соработка, како и на секогаш расположениот архитект и проектант на оваа и на многу други наши цркви и црковни објекти, господин Игор Гоциев, кој како оформен човек и стручњак многу ќе ни недостасува. Но ме радува фактот дека неговата трудолюбивост, коректност, знаење, мудрост и хуманост се почитува и цени таму каде што се наоѓа сега. Му посакувам Божи благослов и голем напред. И поздравувам браќата свештеници. Оние кои дојдоа и оние кои заради неделните свети литургии во своите парокии и оддалеченост од Струмица не беа во можност да присуствуваат, но ја искажаа својата радост и поддршка. Тие сите дојдат во реализацијата на овој проект и беа вистинска подкрепа и потпора. Благодарност од мојот секретар и канцелар отец Маријан Ристов за неговиот невидив, но вреден труд. Поздрав и благодарност од честните сестри, евхаристинки и осмелинки, кои ќе бидат војна потпора на оваа наша заедница овде. Ве поздравувам вас, драги браќа и сестри, гости од останатите наши парокии, кои дојдовте да ја споделиме радоста со верниците, домаќини кои од основувањето на 12 јули 2013 година ја искажаа својата искрена поврзаност со новата парокија, а сега официјално и административно припаѓаат на парокијата Свети Иван Крстител.